Уметноста на возможното. Во претходниот текст разговаравме за авторот како еден од субјектите кој ужива заштита според правото на интелектуалната собственост. Со тоа ја анализиравме правната дефиниција на поимот, правните квалификации и условите за признавање на авторството. Во овој текст ќе разговараме зошто тоа не е секогаш така. Марсел Дюшан. Кој е Марсел Дюшан? Роден е во Бленвил, Нормандија, Франција, како внук на уметник и син на нотар. Како најмал од тројца синови, неговиот татко имал надеж дека неговиот син ќе ја наследи неговата професија. Но Дюшан, со негови зборови, сметал дека е многу природно да биде привлечен од примерот од неговите постари браќа, па и тој да се пресели во Париз и да стане уметник. За делата што ги направил или избрал по неговата преселба во Париз, а подоцна во Минхен и во САД, какво што и нивното влијание врз размислувањето што всушност е уметност, за жал или веројатно среќа, правниците не се од тие на кои што се должи таа анализа. Ние можеме да ги читаме, да им веруваме на уметниците и историчарите на уметност, од кои многумина и се согласуваат дека Дюшан е уметникот на 20 век и татко на концептуалната уметност. Секако, можеме да се воодушевуваме на објектите што ги избрал. На стаклото, на невестата, на паднатите жици и да размислиме какви биле другите аспекти на Мона Лиза. За четвртата димензија може би подобро да не размислуваме. Но во овој текст ќе се обидеме да разгледаме како неговите дела влијаат врз вообичаеното поимање на уметноста и авторството, правните дефиниции во врска со условите за заштита на авторски дела. Низ тој процес да се обидеме да не заклучиме дека и во правото anything goes. No. Зашто условите се одлични од 1917 година кога е објавена Фонтаната. Правен концепт број 1. Авторот е физичко лице кое го создало авторското дело. Кај Дюшан ова би била соодветна дефиниција за делото, например, New Descending a Staircase број 2. Пазете, првичното изложување на ова дело било одбиено од страна на Салон de Independence во Париз и покрај тоа што критериумот за изложување на салонот бил многу едноставен. Немало жири, немало награда. Причините за одбивање делото или насловот е префутуристички, ироничен. Епа, таквото одбивање го носи ова дело, а веројатно подоцна и самиот Дюшан, во САД во 1913 година на Armory Show. Дали успехот на ова дело во САД придонел кон верување на Дюшан дека условите за изложување се таму различни, не би можеле да разговараме, меѓутоа, не подолго потоа се случува изложбата на Друштвото на независни уметници во Њу Јорк, САД, и правилото за учество на изложбата е без жири, без награда. No jury, no prize. Прекрасно. Во услови кога повторно нема никаков критериум што може да биде изложено и секој што ќе плати такса за учество може да изложува, Дюшан го поднесува делото Фонтана, односно писоар, купен од локалната продавница за санитарија. И со тоа веројатно и неговото мислење што е уметност во услови на немање на жири, кој применува критериуми за прием на дела. Прекрасно. Ready-mades. Таму некаде пред или после писоарот, Дюшан избра и држат за шишиња, тркало од велосипед, чешел и многу други готови објекти, создадени најчесто во фабрика, во сериско производство од стотици исти објекти. Со нив намерно отвори простор за редефинирање на целосното дотогашно поимање на уметноста, а со тоа и многу дилеми околу применливоста на правни дефиниции кои се обидуваат да го стават тој концепт во некаква правна рамка. Неизбежно се отворија прашањата како, што во услови кога авторот ни најмалку не го создал авторското дело, туку само го избрал, односно го променил неговиот концепт, а со тоа и начинот на нашето доживување на тој објект. И преку тоа, дефиницијата на создавањето, како и уметноста, после Дюшан е многу релативна.
А што по Дишан? Автор е физичко лице за сега кое го создало или избрало авторското дело. Како автор се смета лице чие име, псевдоним, код или друг знак на вообичаен начин е означен на делото, додека не се докаже спротивното во согласно со закон. На авторот му припаѓа авторското право со самото создавање на делото. Момент на создавање на делото во случај на избор на готов објект е моментот на изборот од страна на авторот или евентуално моментот на потпишување на истото. Што значи ова? Изборот е создавање или нешто во овој контекст. Правен концепт број 2. Идеја за авторско дело не може да биде предмет на заштита. Зошто? Па што вика правната доктрина? Предпоставува 3 фази на создавање на авторското дело. Имате идеја, имате внатрешна форма и имате надворешна форма. Првата фаза на создавање на авторското дело е концептот за идното авторско дело. А идејата како прва фаза на создавањето не е предмет на правна заштита. Во втората фаза или конкретизација на содржината на идното авторско дело, тогаш веќе има вообличување на идејата во нејзината конкретна содржина во надворешна форма. Во оваа фаза делото е во форма, например, скица и е предмет на правна заштита. Третата фаза е веќе материализиран, завршен облик на авторското дело. Делата на Дишан несомнено имаат материализиран облик, меѓутоа сами по себе тие никогаш нема да бидат предмет на заштита на авторското право. Може би патент или индустријски дизајн. Што тогаш заштитуваме ние во овие дела, ако не самата идеја? Колку прекрасно звучи тоа. Да заштитите идеја. Во поглед пак на завршениот облик на делото според Дишан, ниту едно од неговите дела не е завршено. Делото завршува некаде во односот на делото со гледачот, а во врска со чувствата на гледачите кон неговите дела, неретко се споменува и изјавата на председателот Теодор Рузвелт, откако ја видел Nude Descending a Staircase број 2, што веројатно е најдобро да се прочита во оригинал. Правен концепт број 3. Делото на авторот се штити затоа што е оригинално. Поимот оригиналност е еден од најконтроверзните поими на авторското право, поради што и законот најчесто не се впушта во негово дефинирање. Што е оригиналност? А законодавецот пак оставил судската практика врз основа на авторско-правната доктрина да го обликува и толкува тој поим во согласност со принципот на еволутивното толкување на правото. Например, делото LHOOQ, која што е обична разгледница на славното дело Мона Лиза на Леонардо да Винчи, на која Дишан нацртал мустаки и брада и секако го сменил називот на делото. А кога Францис Пикабија го побарал делото за објава во неговиот магазин 397, Дишан не можел да го прати на време. Му предложил да прави го сам. Пикабија го послушал, ама заборавил да ја нацрта брадата. Прекрасно. Делото Големо стакло, или The Bride Stripped Bare by Her Bachelors Even, е дело што Дишан исто така никогаш не го завршил. Го работел 12 години. И кога во 1965 година Ричард Хамилтон направил реплика на делото, на Дишан толку многу му се допаднало што самиот ја потпишал и додал pour couper conforme. Не знам што значи, ама звучи прекрасно. Среќа, ниту едно од овие дела не завршило на суд во поглед на правна работа, кој е автор на делото, што е оригинал, што е копија. Луѓето едноставно се забавувале и создавале. Но, наследство, според изјавите на неговите следбеници, пријатели, некои од нив и прикажани во уметноста на возможното, многумина верувале дека Дишан се откажал од создавањето, односно изборот на авторски дела. И во последните години од неговиот живот само играл шах и дишал. Подоцна се покажало дека работел на неговото последно дело. Там тон. Сега,
На тој Марсел Дишан се припишува заслугата за отварањето на просторна низ за млади уметници да размислуваат, водени од таа премиса. Кој има идеи, тој може да создава. Неговите готови објекти, иронија или не, го доведуваат во прашање целосниот тогашен систем на уметноста. Ја покажуваат потребата за негова реформа, што може би е и најголемото наследство на Дишан. И гледајќи ја јасно рефлексијата на тоа влијание, и врз правното поимање, дали конечно треба да го поставиме прашањето за потребата на истото разорнување и на правниот систем и на тенденцијата на правно дефинирање со поставување на исклучоци, да не претераме ако кажеме уште од 1917 година. При тоа, најмалку на ум го имаме само концептот на интелектуална сопственост. Епа Дишан, каде и да е тој писоар, cheers to that.